Првото мое претеничко прашање го упатувам до министерот за внатрешни работи господинот Оливер Спасовски со оглед на секојдневните јавувања од граѓаните. Министер, граѓаните во Република Македонија не се чувствуваат безбедни. Така ни кажуваат. Прво, не чувствуваат безбедност за нивните деца кои што секојдневно се движат по улиците, после за нивната безбедност и на крајот за безбедноста на нивните имоти. Викаат по улиците владее законието на криминалот наместо законието на полицијата. Полицијата е невидлива, бидејќи едноставно ја нема во сите оние секојдневни дешавки кои што се среќаваат или се случуваат на улиците. Како ќе оправдате бројката од 520 кражби кои што се случиле, почитувани граѓани, значи не на територија на Република Македонија, 520 кражби само на територијата на Скопје. И не во текот на цела година, во текот само на еден месец или јануари, тоа во просек би дошло по 20 кражби на ден. А за жал учинокот на полицијата во решавањето или во сузбивањето на сите овие несакани дејанија е едва 2%. Уште е поинтересно што ја нема полицијата и сега граѓаните се сомневаат за поврзаноста со криминалците. Викаат, вака просто едноставно, кажуваат, да не има случајно некои дилови. Вие ќе го направите тоа таму и на тоа место, ние полицијата ќе се скриеме, ќе наведниме глава, ќе замижиме, едноставно тоа да не го видиме, ама ќе делиме 50-50. Ова е оригинално од граѓаните. Така ли работи Министерството за внатрешни работи, почитуван министер? Преседан, после кој вие, како министер, требаше да си дадете оставка. Тоа се секојдневните случаеви за исчезнати наши граѓани кои што, за жал, нема ни една завршница. За случајот кој што се случи во Шуто Оризари, премолчивте детали за учесниците и нивните мотиви. И она што е врвот, тоа е случајот во Шутка од пред неколку дена. Или пак, што е многу поверојатно, што требаше да се заврши одредена нарачка, која што требаше да се изврши, со која што се сакаше да се испрати одредена порака. И што е битно за сите овие случаеви? Тоа е што само уште еднаш се потврдува дека во целиот овој случај кај вас преовладува или на преден план се политички мотивираните и монтирани случаеви. За жал никако правото и правната држава. Прашањето од граѓаните до вас е многу едноставно. Дали чувствувате било каква одговорност за сите овие настани, кои за жал некои од нив завршуваат трагично, бидејќи не стигнувате навреме да ги превенирате, а најмалку да ги санкционирате или решите? Дали се политички мотивирани? Од која причина? И ако чувствувате било каква одговорност, пред се човечка, зошто не сте дали оставка до сега од Министерството за внатрешни работи? И уште едно прашање, дали доколку бидете кандидат за председател, како консензуален предлог од вашите коалиции, вие ќе го напуштите столчето, министерското столче, како министер за внатрешни работи? Прво, да ви кажам дека безбедноста во Македонија се зголеми на 1 јуни 2017 година, кога бандитите заминаа од власт. И тоа може да ги прашате сите граѓани на Република Македонија, дека од тој момент безбедноста е драстично зголемена. Министерството за внатрешни работи го превземав со 23% доверба во Министерството. Сега, опсе, покажа статистика од 75% верба во Министерството за внатрешни работи. И многу е лесно да излегувате и да кажувате лажни вести. За тоа сте експерти, посебно вие од ВМРО ДПМН, и вие, господјо Затуровска, заради тоа што вие бевте поддржувачи на сите тие политики кои што допринесуваа за општо народна плячка. И таа општо народна плячка, која што ја гласавте 11 години, сега гласате како да се спречи да се суди. И јас ќе ви кажам неколку факти и податоци, кои што не се мои факти и податоци, измислени како вие што ги измислувате, туку факти и податоци кои што се базираат исклучиво на факти и податоци во статистиката на Министерството за внатрешни работи за многу прашања кои што овде ги споменавте.
само за кратко околу тоа поделбите 50-50. Само за таа работа ве бива, како да делите 50-50. И слушавме во разговорите 50-50 или 5% од автопатишта, 50-50 или проценти од било кои тендери, и очекував дека ќе бидете доблесни пред граѓаните да кажете колку тоа 50-50 падна и во вашиот джеб, во вашето семејство и така натаму и така натаму. И тоа треба да им го кажете на граѓаните на Струга. Еве неколку факти и податоци кои што сакате да ви ги кажам. Ако говориме за исчезнати лица, лажна вест е, ја злоупотребувате ситуацијата, правите фама во јавноста и на тој начин мислите дека нешто ќе постигнете. Во 2014 година, кога власт е ВМРО ДПМН и премиер е Никола Груевски и министер за внатрешни работи е Гордана Јанкуловска, пријавени исчезнати 554 лица во Република Македонија. 2018 година, кога министер за внатрешни работи е Оливер и премиер е Зоран Заев и СДСМ, 370 лица пријавени за исчезнати.